Наган револвер, пушка Берданка, манлихерка, пушка Мартинка. Ова се само дел од имињата на старите видови на оружје употребувани за време на Илинденското востание, кои што биле дури опеани во народните песни. Поседувањето на оружјето од секогаш во историјата одигрувало значајна улога во добивањето на војните. Така било и за време на Илинденскиот период. Со самото ширење на организацијата во тогашна етничка географска Македонија, се повеќе се појавувала потребата за набавување на оружје од овој тип. Тоа според историчарите не било само техничка, туку и психолошка потреба, затоа што секој оној кој поседувал оружје се чувствувал помоќен и посилен за да се впушти во било каква борба со непријателот. Оружјето се набавувало на разни начини. На почетокот тоа било малку стихињо, неорганизирано, дел дури се крадело од муслиманското население кое што го поседувало. Со процесот пак на организиран начин на собирање на оружје за Илинденското востание се започнува некаде во 1897 година, односно 6 години пред кревањето на востанието. Кога се зборуваме за набавка на оружје во Крушево и Крушевско, војводата Петар Рацев, кој што едно време и началник на Крушевскиот комитет, на различни начини при неговата агитација, кој што бил добар агитатор, успевал да го подготви населението не само од градот, туку и од околината, дека треба да започнат со одделување на одредени парични средства за набавка на оружје, меѓутоа покрај паричните средства, организацијата ги вклучувала и сите ресурси кои што можат да се искористат. Тоа е издавање под закуп на влијателни и моќни економски лица на така наречените селски мери или утрини. Потоа се земале на запис и средства од исто така од влијателни лица кои што станале членови на организацијата. Кога се создадени сите услови, организацијата во Крушево дури набавува 6 коњи за набавка на оружје и првично се пристапува кон поединечни случаи на набавка на оружје. Тоа е на итар, вешт и лукав начин од земање на оружје од муслиманското население, тоа се османлиските аги и бегови. Но како што се зголемувала организацијата, така се зголемувала и потребата за оружје, така што морало да се набавува оружјето од странство, а најчесто тоа биле соседните држави Грција и Бугарија. Оружјето потоа се разнесувало низ градот на доста итар и лукав начин, преку криење на истото под женските носии, или пак скриено во лебот кој наводно се носел да се печи на фурна. Оружјето било набавувано и дистрибуирано во Крушево, за Крушево по разни канали и под разни изговори. Дури некогаш за да ја помини грчката граница дека станува збор за оружје за набавка на некоја грчка организација во Битола, и тоа стигнувало во главниот и централен склад во Крушево, каде што подосна се распределувало. Дури оружјето изнесувано некогаш во фурните за леп, изнесено во на штици за леп, маскирано, потоа препашано на реденици или под народните носии на жените. Првиот период е кога се користи разно оружје, значи без осмислена потреба на оружјето, а тоа е негде периодот на она и зачеток на борба на македонскиот народ. За да после тоа вториот период веќе имаме осмислено носење на оружје за борците, разно шверцување би рекле, се носи од Бугарија, од Црна Гора, од Австро-Унгарија, така да се наоѓа дури и оној тип на оружје кое е потребно за самите нивни акции би рекол. Кога и тоа купување не било доволно, започнува и самостојно производство на оружјето тука во Крушево во неколкуте тајни леарници во градот. И после тоа почнува оној трет период што би го поврзали Илинденскиот период, кога нашето население почнува и само да го изработува оружјето, тоест по одредени би рекол модели на оружје, почнуваат да никнуваат тие занаетчиски дуќани за производство, претежно ковачки, да речем, дуќани, дрводелски дуќани за производство на бурина, и тука би го вклопил исто и производството на она по-триумфално оружје, или како да по силно оружје во кој спаѓа церешовото топче.
Според некои историски податоци, за време на Илинденското востание било обезбедено оружје за околу 1200 востаници. Дел од нив биле пушки, а дел пиштоли, некои набавени во странство, а пак некои произведени во тајните работилници и леарници тука во Крушево. Една од нив е и оваа каде што се наоѓаме сега, каде што се произведувале зрната за муницијата за оружјето. Некои претпоставки велат дека тука се произведувале и ѓулињата за околу десетината топчиња кои што се употребувале за одбрана на градот. Сашка Преш е правнука на Косту Лапе, сопственик на сегашната музеј леарница во Крушево. Таа се потсетува како порано тука токму во оваа куќа се изработувало оружјето според кажувањата на незиниот дедо и баба и како потоа тоа тајно се носело низ градот. Тука се сместени алатите, исто така и огништето, каде што се леја куршумите. Покрај куршумите се леја и ѓулињата за черешовите топчиња. Тука е огнот, каде што е поставено еве ова металното канче, каде што тука се загревало оловото. Со мевот се засилувал огнот, за да што побрзо се стопи оловото, и потоа се леело во калапите, во овие калапи, кои што се задржани од тоа време, и после оладување се формирале зрна. Тие зрна се ставале во чаури. Едно од поинтересните оружја кои што се употребувале во тој период, секако е и така нареченото црешово топче, кое дури и денес привлекува големо внимание. Креатор на тоа така наречено црешово топче е војводата Тодор Христов, односно оној кој го прави планот за напад и за вземање на Крушево. А пак тоа топче за прв пат го изработува Тодо Борјар. Овој човек на сликата тука, Тодо Борјар, е првиот што го изработил црешовото топче во Крушево. Да. Првото черешово топче било изработено од Тодо Борјар во работилницата на сегашниот бочвар Миле Талевски, познатиот наш бочвар Чичко Миле, и значи тој е првиот изработувач на черешовото топче. Дел се изработиле во Крушево, дел во селото Селце, па ги имало од 7 до 10. Според некои податоци, од 7 до 10 топчиња биле изработени. Тоа што е топчето во музејот во Топкапи во Истанбул, се смета дека е заробено од битката на Слива. Самото вооружување пак е паралелен процес со формирањето на четничкиот институт на организацијата. Дјаконот Јосиф Пречистански на барање на членови на организацијата како што се Пере Тошев и Лука Ѓиров во манастирот Света Богородица Пречиста, по препорака на Гоце Делчев, ја прифаќаат ајдутската чета на Дуке Тасев, која всушност е и првата чета во Крушево. Едни од првите обиди да се формира прва чета тука во Крушево од локалното население се и преку ајдутскиот војвода Мирче Ацев од Прилеп, кои сепак не вродиле со плод, а дел пак од тие членови остануваат во Крушево. Потоа, војводата Петар Ацев успеал да создаде предуслови за формирање на една таква околиска чета. Тоа била чета која се формира со доаѓањето на војводата Никола Петров Русински. Таа чета функционирала, значи, се до 1901 година, летото, кога Русински морал да се премести во Прилепскиот реон како околиски војвода и е поделена на неколку чети. Прва регуларна официјална чета навеќе на Крушевска револуционерна околија, каква што ја знаеме од периодот на Илинденското востание од војводата Веле Марков, член на четата на Русински, се формира една чета од Ѓорѓи Сугарев за Битолскиот реон и за Демирхисарскиот реон се формира чета од војводата Јордан Пиперката, кој што бил член на, споменавме, четата на Мирче Ацев. Таа чета од Веле Марков поскоро неполна година, околу година дена, загинува во ракетничката провала и преживуваат само неколку членови. Подоцна од преживеаните членови на четата, од Никола Карев е формирана нова крушевска чета, раководена од војводата Ѓурчин Наумов. Тоа е летото 1902 година. Меѓутоа, во март месец 1903 година од Софија доаѓаат инните војводи на крушевските чети или одреди. Тоа е Тодор Христов, Прецепи Тугулим, Андреа Димов, Иван Наумов Алјавакот,
и Коста Димитров, кој што подоцна во време на востанието ги предводат познатите 8 крушевски чети, кои што го ослободуваат и бранат градот. Инаку музеот во Крушево само пред неколку денови дојде до доста интересни податоци, кои досега не биле познати или пак не биле точно заведени и интерпретирани во јавноста. А тоа е дека Кирил Јанков, екзархиски учител кој што доаѓа во Крушево есента 1895 година, е токму оној кој што за прв пат ги поставува основите на тоа револуционерно јадро во највисокиот град на Балканот. Овие податоци допарва треба да се објават и во пишана форма.